Почитуван заменик министре, почитувани колеги, за мене не постои дилема дека пристапот кој го промовирате со најновите измени на Законот за основно образование е погрешен и нема да дојде до саканиот резултат, иако велите во образложението на Законот дека целта ви е да се постигне квалитет во образованието, а чинам дека тоа го кажавте и пред некој ден во вашето излагање воведно околу предложениот закон. Современиот пристап на образование, господине заменик министер, подразбира извлекување на максималното постигнување на ученикот. Не максимална оценка. Извлекување на максимално постигнување на ученикот, а тоа ќе се согласите со мене ако веќе сте работела во образование дека се прави со посебни специализирани психометриски мерки. Потребен е психометриски пристап за да може наставникот да го извлече максимумот од ученикот. Оценката никако не значи мерење на максимално постигнување. Оценката никако не значи мерење на знаењето. И тоа го знаеме сите кои сме работиме со ученици или студенти сеедно, кои работиме во образовниот процес. Со овој систем на екстерно оценување што вие го предлагате во вашиот закон, се девалвира всушност работата на наставникот. Не се подобрува, ниту пак се стимулира. Напротив, таа се девалвира, бидејќи тој се претвора во електронска вага, во механика која треба да извага колку е доволно за двојка, колку е доволно за тројка од страна на ученикот, а тој само тоа да го констатира. Нема мотивација. Нема мотивација за да може да го поттикне развојот и квалитетот на образованието во својата училница, во класот, туку само да констатира докаде дошол, докаде стигнал ученикот. Независно дали постои потенцијал за нешто повеќе или не кај дадениот ученик. Интересно прозвучува вашиот предлог, господине заменик министер, овој даден во измените на Законот за образование, ако го компарираме со вашата, на владата, мислам, на Република Македонија, кампања "Осмели се". Постојано гледаме реклами, осмели се, разви бизнис, смисли нешто ново, биди иновативен и така натаму. Овој предлог закон е контрадикторен на вашата кампања "Осмели се". Овде учениците, како и наставниците, се туркаат во рутина и во ништо повеќе. Овде никој не смее да се осмели да биде иновативен, да излезе од системот. Само и само рутината. Колку е потребно за да се добие двојка? Колку е потребно за да се добие тројка? Толку се затвара системот. Ако е наставникот ја ставил конечната оцена 2 или 3, таа соодветствува на вистина со одговорот на тестовите, со тоа се задоволуваме или се задоволувате вие како предлагач. Но тоа не е доволно. И сам знаете дека не е доволно. Во сите ваши реплики, на сите пратеници велите, зарем не сакаме нашите деца да имаат поквалитетно образование. Сакаме, сите ние имаме деца и сакаме да имаат поквалитетно образование. Ама екстерното оценување немате аргумент, нема дефиниција ни во теорија никаде дека представува сам по себе представува зголемување на квалитетот на образованието. Дури ова екстерно оценување што вие го предлагате во вашиот закон е спротивно со сите видови и цели на екстерни оценувања во земјите ширум Европа каде што постои екстерно оценување. Се создава психоза на неизвестност. Тоа ќе предизвикате. И веќе од сега, како што почна расправава во собрание, како што се запознава јавноста со вашиот нов предлог, веќе почнува таа психоза на неизвестност и кај учениците, и кај родителите, особено кај наставниците. Во една од вашите реплики пред некој ден се обидовте да мене ми одговорите, иако јас реплицирав на пратеник, дека вршите поддржавување на испитувањето. Поддржавување на оценувањето, му ги одземате ингеренциите на наставникот и ги давате на државата, на администрацијата. При тоа, како аргумент против оваа моја констатација, рековте дека Бирото за развој го прави тоа, а не Министерството. И тогаш ви кажав, и сега ви велам, вие го потенциравте, Бирото за развој е спроведувач на испитот. Бирото за развој не е ништо друго, туку класичен административен управен орган. Орган на извршната власт во состав на Министерството за образование и наука. Тоа е администрација. Тоа е држава, државен орган. Тој сега ќе спроведува. Преку него државата ќе спроведува оценување. Сами кажувате, а и да не го тврдите тоа, во законот стои. Екстерното оценување ќе биде алатка.
или за наградување, или за казнување на наставниците. Кажете ми, а тоа беше навистина поставено од повеќе пратеници, нели се врши дискриминација најпрво на наставниците кои предаваат на првачиња, вторачиња и ученици во трето оделение? Прво, второ и трето оделение учениците немаат оценки, имаат описно оценување. Како ќе се екстерно оценат овие деца? Како ќе се оцени, односно која е можноста да биде награден наставникот што предава во прво, второ и трето? Или тие секогаш ќе бидат надвор од системот? Или ќе го вратите оценувањето со оценки за овие деца? Велите, екстерното оценување ќе ни укаже колку знаел, дали соодветствува оценката од екстерното оценување со оценката што ја дал наставникот. Сигурна сум дека се сеќавате дека според новиот закон децата тргнуваат на училиште сега со 5,5 години. Со 5,5 години стануваат првачиња. Тоа значи на 8 годишно дете кое е веќе во четврто оделение ќе му воведете тестирање екстерно. 8 годишник треба да ви каже колку е подготвен за тести, преку него ќе го оцените наставникот. Екстерното оценување никако не може да биде единствен критериум за тоа колку добро наставникот ја сработил работата. На секој факултет и секој универзитетски професор ќе ви каже, а и вие сте студирале и знаете. Јас можам да имам во јунска сесија господин заменик министар студент кој ќе падне. Добил 5, не знаел ништо. Веќе во септември кога ќе се јави на испит, тој може да е подготвен брилијантно и да добие 10. Истиот професор му предавал, истиот предмет му го предавал цел семестар. Како, кој е показателот дали треба да биде награден тој професор во септември или да биде казнет во јуни кога студентот му паднал? Дискриминација се прави на наставниците и преку начинот на кој што определувате да се врши изборот на тоа кој ќе биде оценуван, кој не. Велите, по случаен избор ќе се избираат предметите. Можеме само да предпоставиме од сега дека еден огромен број на наставници, односно нивните предмети нема да бидат избрани. Тие, да речеме, што предаваат ликовна уметност, музичко, физичко образование, кога ќе дојдат на ред? Најдобри да се, нема да имаат можност за напредување, нема да имаат можност за наградување. И обратно, најлоши да се, бидејќи нема да бидат никогаш оценети, нема да може да бидат казнети. Никаде во светот не постои систем кој предвидува екстерната оцена да ја замени оцената на наставникот, како што вие предлагате. Ако таа отстапува од оценката што е дал наставникот, ќе биде казнет ученикот според вашиот предлог. Неговата оценка ќе биде намалена. И сосема на крај, господине заменик министар, и тогаш ве прашав, односно на реплика на пратеник реплицирав, на говор на пратеник реплицирав, вие одговаравте, меѓутоа не ми одговоривте. Сега ја имате можноста. Зошто во образложението на вашиот предлог закон пишува дека нема фискални импликации? Фискални импликации, како што сами откажавте, испровоциран од мојата реплика, има минимални. Нека се минимални. Може ли да ги видиме? Може ли јавноста да знае колку ќе чини ова? Колку ќе чинат наградите? Подготовките за надпреварите? Подготовките на испитите? Подготовките на екстерната оцена, на испитувањето за екстерната оцена и дистрибуирањето на целото тоа. Превозот на учениците во кој сега предвидувате дополнително да идат и со старател, односно со придружно лице. Сето тоа чини пари. Вие велите во вашиот предлог 0, велите нема импликации. Па после тоа на реплика одговарате има ама малку. Ке може да ни кажете точно колку чини и зошто не го напишавте тоа во образложението како што треба да се подготви еден предлог закон за да го обелодениме на јавноста и да знаеме впрочем овие така наречени реформи колку ќе ја чинат државата.